Здраво на сите! Добре дојдете во моето ново видео! Тука сум денес со Марко и ова видео многу ми се допаѓа што го почнувам во темница и во кола, ама немав друга опција кога да го почнам порано, но битно се упатуваме со Марко на Кавадарци. Еве се уште нема да ви откријам што ги се случува за да ви зборам попосле, зашто сега вози Марко. Идеме во Кавадарци, кога ги стигнеме ќе ви дадам апдейт зошто идеме во Кавадарци воопшто. Погодете што, немам веќе возач. На возачот не му држи бешиката. Ово ствари ќе биде едно од ретките пати кога уствари идеме поише за одмор негде, не некоја си обврска каде што посебно по автопативе више мислам дека од март навака, од март кога почна турнијата на нашиот пат, се оставивме по ова автопативи, мислам дека толку колку што патував година од март навака немам патувано никад толку живот толку често, али уште не ви откривам кај ќе идеме и на што ќе идеме. Здраво. Значи сега влогов беше превземан од ГУАП. И денеска си возиме у темница вака. Ај пушти го светло да стоев. И така како што ви кажав, јас си влогам денеска. Брате, зашто ти влогаш? Зашто ти возиш? Брат. Не, возете и влогајте во исто време. Кога возите, целата концентрација треба да биде на воланот, ниту на телефонот. Брат. Океј, пошто Стефан е скржав и неќе да ви каже зашто сме дојдени во Кавадарци. Затоа ја ќе ви кажам. Вечер има концерт на Сарајо. Не е концерт, као журка, ама као Сарајо. Сарајо многу си ја сакаме со Стефан. Еве го сега иде. Чекај, од кај иде? Да. Еве го иде, сега ќе рече као шо ми ја зимаш камера, ако што се деша. Оп. Ајде, Ја не ни кажав кај идем иначе. Еве ја кажувам, пошто ти си скржав. Што кажав? Дека не им кажуваш кај идеме, затоа ја им кажав. Ај не чекаат луѓе од апартманот, брат, убрзај. Пошто Стефан не се научи да влога константно, еве ја вака. Брат, само што влеговме. Па таде, влагаш и викаш само што влеговме. Да ви кажам, во апартманов убав што има, гледайте, оса брат. Пчела. Не знам дали умрена или не брат, најсериозно. Брат, тоа не е друштво да не бидеме сами. Брат, ова умрена со деценија умрена. Фати ја за крило, баци ја. Многу ни е мило. Чекај да видам. Брат, нели грлото не ти чинеше? Не ми чинеш, ама ова тоа поминува. Ова е добро за грло. Добро. Дојди сега да се збогуваме. Одлично. Аха. Фала ти што не дружеше, што не пречака овако добро во Кавадарци. Чао. Ајде, испрати. Hello darkness, my old friend. Кажи ми сега, ти што кажа воопшто за денеска? Се? Добро, што е тоа све? Тоа што не кеше да им кажеш кај идеме. Добре, ама само тоа им кажа? Да. Само кратко, така без значење или со значење им Со кажа? значење, многу дека ја сакам. Јас само кажам дека многу ја сакам, ама ние Добро, они знаат веќе дека ја сакаме, плюс ова нема да биде прв пат Сарајо да биде во влог. И во видео, ќе биде трети пат. ја прв пат, за мене е прв пат. И дојдовме специјално тука само за да си ја слушаме, пак зашто конечно овие прв пат во Македонија, вчера беше уствари у Штип, сега е во Кавадарци и прв пат е да настапува во Македонија, ние мора така да ја пречекаме нели убави да си дојдеме да се журкаме на Сарајо. Би требало да бидеме така први. Така она кој ќе пее да не гледа нас. Ти си с њом. Леле, стварно ќе не гледа. Знаеш дека кај што настапувавме ние у Кавадарци, таму е она. Сме делеле иста бина со Сарајо. Прво тоа ме прави да се чувствувам убаво. Гледате што ми искочи? Добро. Ајде бе брат. Еве. А да не викаш? Не река дека тука до нас има јужнокорејки. Ама да не ги вознемирувам, затоа не вика толку. Иначе идеме да си го земе јадењето, зашто сме толку мрзи и зашто немаме многу време, сакаме да гледаме филм, али за филмот ќе ви раскажам кога ќе се вратиме пак тука. Си нарачавме пилешки прсти, да не спремат пилешки прсти од некој си лаунж бар тука што е доле. Така да идеме само си ги земеме и ќе си јадеме внатре. Работата беше кога стигнеме треба да јадеме и треба до аптека да идеме и еве го тоа земење на аптеката. Искочевме надвор дека нели ни е блиску многу лаунж барот. Обично така кога ни е блиску мислевме дека нема никаде не сретне. Влеговме во лаунж барот, имаше роден ден. После викаат да идеме на роден ден. Се дојдовме, еве ни ги пилешки да. Јас сакам да искоментирам, значи обично кога идеш во копатело, тушот стои за да се избањаш со него, а чешмата си е чешма. Ја пуштам вода преска. Што е ова, брат? Што е ова? Што е ова? Што е ова, брат? Зашто? Јас си губив тука лекарства, зашто нели имам најак имунитет на свет и Стефан мора да е нонстоп болен од нешто. И тука ни се пурстите, дај видиме како изгледаат пурстите. А зашто ова е скривено? Зашто е прежешко, ова не се отвара. Ајде, ве молам бидете убави. Леле има пам. Иначе сега ќе гледаме. Ја имам многу кажувано, тоест
Сега кажував скоро некој видео кај што прави Try Not to Get Scared, кај јас хорори не гледам во животот. Значи гледам кога дали 5 хорори имам гледам во животот. Ми рече никад нема губедам да. И сега овој до мене. Не знам зашто сака толку јас да патам во животот. Реши дека сега искочил некој си нов филм. Ите двојка нешто. Има таму некој со балонче се шета. Им ги одземува животите на луѓето. И сега за да идеме, пази, во кино на тој филм. Кај хорор, па уште во кино да го гледам. Не знам како се согласив на тоа. И сега уствари зашто немаме кога, мора сега да го гледаме кецот. А утре ова време ќе го гледаш двојката чисто да те потсетам. Баш ова време, до сега. Сега го гледаме кецот тука кавадарци со пилешки прсти и утре го гледаме во кино двојка. Така да ќе видиме, ќе ви даеме впечатоци како сум. Како бил мојот експириенс со It. Јадењето е спремно. Филмот го пуштевме до оваму кај што почнуваат буквите и го изгледавме до тука. Валја не е никаков спойлер ако ви кажам само дека само што го повлекоа детето таа шахтара, зашто секако е првите 5 минути сите би требало да го знаете дали ви е гледан дали не ви е. Имаш сега тука вакво и го земаш само телефонот. Добро. И го правиш. Добро. И се пуни, брат. Добро. Значи, Марко, само што откри. Дали ги ни раскажеш, брат? Само го гледам ова и го гледам ова црно кабелче од тука и викам а затоа е туш. И треба тука да се бањам усвари. Добро. Иначе, ние завршиме со гледање на филмов, тоест не завршиме со гледање на филмов, Имаме 30 минути, ама мора да идеме на Сараја. Да, имам уште пола сат, али се закочевме малце со свет, така да ќе го догледаме или вечер. Леле колку ти се добри моите. Ако не сме умрени или са бајле. Добро, спремни сме. Брзаме од тука го продолжувам влогот со телефон, зашто него носам бебево. Ќе си го оставам и идеме. Ова е резервацијата твоја, резервацијата. Уште ми тече Не сум Стефан Натон, бе. Стефан Натон. Bitch, I'm fine. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like ones with the julep. I put rocks all in my watch. I'm dancing, everybody dancing. Come on, take a sip, 'cause you know what I'm saying. Just try to be, drink, swallow. Like you really is gonna be something brand new. I'm in love with your body. Сме дома. Саатот е, колку е Марко саат? 3:48. Дали? Добро, саатот е 3:48, ако Марко нема лаже. Не знам колку, тоест ништо не успеав да снимам освен сториња, така да еве најпрекрасната слика од мене и Сара. Веќе ги имате видео на сторињата, нешто кратко. Си поминавме најпрекрасно на свет и сега ќе спиеме. И гледам сторињата. Стана ли бе, брат? Ја да станам. Ја мислам дека не ќе да ја свртам камерава. Ау, добро утро на сите, или добар ден, 12:40, одлично. Земеш ова, ќе ставиш тука, ќе земеш ова, ќе ставиш тука. А ќе гледаме прво филм да го догледаме или ќе јадеме? Да јадеме со филмот пак. Јарење обезбедено It продолжуваме да го гледаме. Јавувам на крај печатоци. It изгледан. Чекај, мислам дека вака најдобро можам да ви демонстрирам една апликација што си ја имам на телефон. Пишуваш тука името на филмот, го отвараш филмот, стискаш ти да му дадеш оцена и ја стискаш оваа бројка и стискаш рейт. Демам. До толку? Па тоа што се очекува од таков филм и има предобра приказна и те плаши ненормално многу и затоа сега се плашам уствари. Затоа те сакав да го гледаш пошто дифрент беше овој хорор филм што. Да, добро, да не ме убедеше ти сигурно никаде не ќе гледам. Ние испадна сега само што го изгледавме истрчавме од апартманот, сега идеме на Скопје и испадна дека има состаноци и чуда и дека ние сепак ќе
речем. Сепак во овој влог ќе ви ставам импресија од It и од It двојка. Како ми се свиѓале и дали воопшто сме преживеале. Друго е ти да гледаш на лаптоп филм, друго е да гледаш у кино. Кај Ние што од лаптоп пискавме така да сега ќе видиме што ќе се дешава. Here we go. Кога сте спремни за хорор? Ја не сум спремен. Мислам дека ќе излезам, сега ме гледа така нели сум стрекино детенце, па ќе излеземе ќе бидеме сите истравматизирани и најверојатно нема да биде толку страшно. Јас типувам дека ова ќе ми биде последен хорор во животот. Држете ми и ни среќам. Знаат кога да мавнат на најочек. Уште се збори за филмот, искочени сме мислам 15 минути од филмот. Страхо. Марко до сега веќе не му се познава, до сега он си плачеше така, малце на краја да не си. Беше ролер костер на емоции цел филм, значи све беше филмот. Ако го споредам со Кецот, што му дав 10-ка, сега треба и овој да го оценам на ИМДБ, ама за жал нема повеќе оцени, така да ќе морам само ова да го направам сега. Ја отвараш апликацијава, го стискаш rate this и сакаш тука нешто да стиснеш, тука, ама нема. Така да coming from me што секад сум бил највише антихорори, потврдувам дека и овој и двојката, посебно двојката уште повеќе се врв. Добро, иако тука пучи премногу, дојде време да го одјавам. Влогот што трае 6 дена. Тоа е за ова видео. Доколку ви се допадна, ставете лайк. И не заборавајте да се субскрайбнете на мојот канал. И ние се гледаме во следното видео. Чао. Yeah.